На денешен ден, 18 јуни. (1429 година). Француските сили под водство на Јованка Орлеанка и војводата од Аленсон, кај пате ги стигнаа и поразија англиските сили, кои се повлекуваа по неуспешната опсада на Орлеан. 1583 година. Во Лондон е издадена првата полиса за животно осигурување во светот. 1882 година. Во селото Ковачајца кај Перник во Бугарија е роден Георги Димитров, еден од најголемите водачи на бугарското и меѓународното работничко движење. Умре во Москва на 2 јули 1949 година. 1928 година. Норвешкиот поларен истражувач Раул Амундсен, првиот човек кој го освои Јужниот пол, исчезна во текот на летањето со авион над Северниот леден океан. Го напиша делото и Јужниот пол. 1936 година. Во местото Горки кај Москва умре Алексеј Максимович Пешков, алијас Максим Горки, руски, односно советски писател, еден од основачите на советската книжевност. Негови најпознати дела се драмите На дно и Малограѓани, романот Делото на Артамонови и Мајка. Роден е на 28 март 1868 година. 1940 година. Францускиот генерал Шарл де Гол ги повика од Лондон сите французи да ја продолжат борбата против германските освојувачи, кои во тие денови целосно ги поразија вооружените сили на Третата република. Во таа пригода Шарл де Гол ја изговори познатата мисла "Французите загубија една битка, но не и војната". 1942 година. Роден е англискиот музичар Пол Мекартни, член на квартетот Beatles, кој во 60-тите години на 20-тиот век стана најпопуларниот рок состав на сите времиња. По распадот на Beatles во 1972 година, тој продолжи со самостојна музичка кариера. 1953 година. Египет е прогласен за република по соборувањето на Фаруковиот режим. Прв председател на Египет стана Нагиб. 1987 година. Израел ја осуди одлуката на поглаварот на Римокатоличката црква папата Јован Павле II да го прими во аудиенција председателот на Австрија Курт Валдхаем, вмешан во воените злосторства на нацистите во текот на Втората светска војна. 1997 година. Турскиот премиер Неџметин Ербакан поднесе оставка на функцијата. 2001 година. Република Македонија и Народна република Кина ги обновија дипломатските односи. Истиот ден Република Македонија и Република Кина Тајван ги раскинаа дипломатските односи. 2004 година. Шефовите на држави и влади на 25 членки на Европската Унија во Брисел го усвоија првиот устав на Европската Унија, со договор документот да стапи на сила кога ќе го ратификуваат сите земји членки на Унијата. 2010 година. Умре Жозе Сарамаго, португалски писател и добитник на Нобеловата награда. Се смета за еден од најпознатите португалски писатели. Негови најпознати дела се Ембарго и други приказни, Слепило и 7 сонца и 7 месечини.